Соединетите Американски држави потрошија само 70 милиарди долари во вид на странска помош во фискалната 2023, најголем дел преку Американската агенција за меѓународен развој или USAID. САД се најголемиот снабдувач на хуманитарна помош во светот, глобален лидер за превенција и третман на заразени со ХИВ преку председателскиот план за етни случаи за помош од СИДА. We found solutions. Со еден потек на пенкалото, председателот Доналд Трамп ја замрзна целата помош, освен најитно потребната за храната. Дел од неговата заложба да го ревидира ставот на Америка во незината надворешна политика, согласно Америка на прво место. Наредбата ги стопира новите обврски исплати на средствата за развојна помош за 90 дена додека се разгледуваат. Белата куќа го изложи своето образложение за сличен потек, со кој се запираат сите федерални грантови и заеми почнувајќи од вторник. Иако портпаролката Каролин Левит не појасни кои домашни програми се стопирани. Во изминатите 4 години видовме дека администрацијата на Бајден троши пари неконтролирано. Тоа е голема причина зошто имавме криза со инфлацијата. Мора да се води сметка дека секој долар се троши домакински. Белата куќа не одговори на прашањата на Гласот на Америка за повеќе детали за тоа кои програми за странска помош ќе бидат засегнати. Хуманитарните групи алармираат за странските програми, од кои некои се фокусирани на прашања како родовата еднаквост, развојот на бизнисите и најважно обезбедување лекови за вирусот ХИВ, финансирани од САД, кои официјални лица на Бајден ги нарекоа клучен столб на односите на Вашингтон со светот во развој. Генералниот секретар со загриженост ја коментира најавата за запирање на американската странска помош. Тој бара да се разгледаат исклучоци за да се обезбеди континуирана испорака на критичните развојни и хуманитарни активности за најранливите заедници ширум светот. Некој живот и екзистенција зависат од оваа подршка. Најголемиот поединечен проект на USAID во фискалната 2023 обезбеди 14 милиарди долари невоена помош за Украина. Поборниците за човекови права велат дека ја поздравуваат силната одговорност за трошењето финансиски средства на американските даночни обврзници, но не и запирањето на помошта за време на ревизиите. Ако сакате преразгледување на целата помош, започнете со ревизија. Бидете кристално јасни во очекувањата. Не мора да ја суспендирате итната помош додека правите преразгледување. Аналитичарите изразија загриженост за непосредното влијание на извршената наредба за прекин на операциите. Има реална загриженост за непосредното влијание од указот за прекин на работата преку странската помош. Мораме да наведеме дека странската помош вклучува хуманитарни проекти кои што се однесуваат на дистрибуција на вакцини, например, за децата ширум светот, за да се осигуриме дека тие се имуни на заразни болести. Во врска со тие глобални прашања за јавното здравје, ставот на председателот Трамп е јасен. Тој исто така најави на првиот ден на функцијата дека ќе ги повлече САД од Светската здравствена организација, наведувајќи ја загриженоста дека Америка е задушена како најголем донатор на организацијата. Истото го направи и првиот мандат.